Колку ќе изневерите со тоа што ќе го направите? Колку ќе изневерите со вашиот успех? Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Јас сум Жаклина, тренер за личен раст и развој и коуч под супервизија на програмата ОЛИ. А во денешното видео ќе зборувам за стравот од успехот. На прашањето зошто не сум успешен или зошто не можам да успеам, се констатира дека се плашам од неуспех, меѓутоа многу ретко си го поставуваме прашањето дали можеби ние се плашиме од успехот и од каде ни се тие уверувања кои што сме ги стекнали низ животот, кои што можеби не плашат од тоа дека ќе успееме, а не дека нема да успееме. Некако тоа ми е помалку препознатливо и мислам дека би било убаво да се разгледа од повеќе различни страни и да се разгледаат и сите тие уверувања кои можеби кај нас предизвикуваат страв од успехот. Уште на почетокот да напоменам дека јас под успех подразбирам нешто што е лична дефиниција, секој има право да се определи што за него представува успех и да се чувствува доволно успешен во се што прави, според своите лични критериуми. За мене е успех и кога ќе се постигне некој неуспех, затоа што тоа е начин да се научи некоја нова лекција, да се соберат некои искуства, да се издржи сето тоа што придонело да се чувствуваме неуспешни или да не излезе нешто како што треба, а сме вложиле во тоа труд и време. Сепак, нели, успехот би требало да ни носи повеќе задоволство и да ја одредува нашата крајна цел, да се заврши еден процес успешно онака или приближно како што сме очекувале и замислувале. Значи се однесува општо на било кој успех во животот кој сакаме да го постигнеме според нашите лични критериуми. Прво, ќе зборувам за стравот од успехот, кој што, нели реков, е многу понепрепознатлив од стравот од неуспехот, па затоа ќе напоменам дека успехот сам по себе значи промена. И доколку ние се плашиме од промена, не сакаме да менуваме ништо во животот, сме се убедиле себе си дека ни е добро или се чувствуваме дека ни е добро, секој успех може да не предизвика на промена и ние треба да се менуваме. И во самиот процес, додека се движиме кон својата цел и додека го постигнуваме тој успех, ние ќе се менуваме. Условите ќе се менуваат, односите ќе се менуваат, ќе трпат, ќе се создаваат нови односи, повеќе ќе научиме, ќе имаме различни искуства и сето тоа и нас ќе не промени. Ние знаеме дека, нели, се менуваме константно, меѓутоа ваквите големи работи не менуваат многу повеќе. Доколку ни е полесно да останеме таму каде што сме, се убедуваме себе си дека се плашиме од неуспех, може би е исто така добро да размислиме дали се плашиме од успехот, односно од промената, од се она што ќе се промени и од она што може би ние потоа ќе треба и свесно да го менуваме. Секоја промена, секој успех и секој пат процес бара да се откажеме од нешто, за да добиеме нешто друго, да расчистиме, да направиме простор, за во тој простор да ставиме нешто друго, да ги замениме нашите приоритети, да се откажеме од нашите навики. Едно од прашањата кое што предизвикува страв е тоа што се ќе изгубиме во процесот до успехот, што сме подготвени да дадеме за да добиеме нешто друго. Колку сме подготвени да изгубиме нашата комоција, да излеземе од зоната на комфорот во која се наоѓаме и да бидеме подготвени за луѓето кои што можеби нема да бидат веќе со нас, новите луѓе кои ќе ги сретнеме и запознаеме, за условите во кои моментално се наоѓаме, работиме, живееме, кои ќе се променат. Можеби ќе треба да промениме место на живење, само да се преселиме од местото во кое што живееме 10, 15, 20 години. Тоа не е едноставно. Можеби ќе треба да го промениме сопствениот имидж,
некои наши навики. Можеби ќе треба да дадеме, да жртвуваме време кое сме го поминувале со пријателите, со блиските, за некои други обврски, да направиме промена во приоритетите. Затоа е битно дали ние сме подготвени да вложиме и не да изгубиме, туку да замениме едни работи со други, затоа што тоа е потребно, затоа што тоа го бара она кон кое што цели ние се движиме. Или сакаме да си останеме комотни таму каде што сме, во истите услови, со истите луѓе, со истите стари навики. А што се однесува до луѓето, оние кои ни се драги, блиски, оние кои се на вистина со нас, не сакаат, не почитуваат, тие ќе останат со нас и ќе бидат покрај нас. А ако не се, тогаш значи дека не требало да бидат ни претходно. А ако ние веќе не ги задржиме, ако нас веќе ни е проблем да ги задржиме како дел од нашиот живот, тогаш изборот е наш и треба сериозно да размислиме. Дали тие премногу се промениле или ние сме се промениле. Дали е тоа некој природен процес и развој, дали нашите приказни завршиле или само нашето его многу пораснало. Многу близко до ова, кого ќе изгубиме и луѓето за кои зборуваме, е и прашањето чија мисла, идеја за тоа како треба да биде, како треба да живеете, каде, со кого, зошто. Кого ќе изневерите со вашиот успех? Ако во вашето семејство преовладува, например, една професија, а вие сакате да успеете во некоја сосем друга, со која не се согласуваат вашите родители. Ако сакате да ја промените професијата во текот на животот, а да речеме 10, 15, 20 години сте вложиле веќе во нешто, кого ќе изневерите? Партнерот? Децата? Чии очекувања? Ќе ги изгубите пријателите со кои сте таму каде што сте, па ќе ги изневерите доколку вие заминете настрана, постапите поинаку, направите нешто поголемо. Се додека сме таму каде што сме, луѓето веќе се научиле на нас, се навикнале и на некој начин, на несвесно ниво, не поддржуваат да останеме таму од своји причини. Да бидеме во нивна близина, да бидеме заедно, да ни биде убаво, па може би и доволно. Меѓутоа, ако ние сме избрале да успееме, да направиме промена, да одиме понатаму, да направиме поинаку од тоа што другите очекуваат, иако тоа е потребно за нашата цел и за нашиот успех, време е да избереме. Ако мораме да бираме меѓу луѓето кои што ги сакаме, почитуваме и мислиме дека и тие нас не сакат и почитуваат, и она што е наша желба и наша цел, и ако не наидеме на разбирање од нив, може би е тоа вистинско време да видиме со кого тоа сме поминале 10, 15, 20 години. Затоа што пријателите, блиските луѓе треба да не поддржуваат. Треба да не поддржуваат и во нашите неуспеси, а не во нашите успеси. Треба да не поддржуваат да стигнеме до целта, па дури и тогаш кога не ја разбираат или според некои нивни сваќања и верувања не ја ни оправдуваат. Ако ни се вистински пријатели, вистински блиски, тие треба да бидат свесни дека немаат право да се мешаат во нашиот живот. Исто како и ние во нивниот. Исто како што и ние треба да ги поддржуваме блиските, пријателите, нашите деца по патот до успехот, независно дали тоа е наша идеја, дали ние така сме го замислувале, дали ние мислиме дека ќе биде подобро ова од тоа. Ако немаме такви односи, такви пријателства, ако немаме такви односи со блиските луѓе, тогаш сериозно треба да се преиспитаме себе си, што правиме и со кого градиме меѓучовечки, пријателски, љубовнички и какви да се односи. Стравот од успехот е поврзан со се она што сме слушале во детството, во младоста, во околината што слушаме и ден денес. За да се соочиме со него и да може да се отпушти, може би е време да видиме кој ни го наметнал тој страх, кој не убедил во тоа дека ние нема да успееме. Постојат безброј начини другите околу да те разубедуваат, да те убедуваат дека вака ти е подобро, дека не треба да ризикуваш, дека не треба да одиш напред, дека ти не си за тоа, за овај. Но само еден начин да излезеш од тоа, да го освестиш во себе си
тоа што тебе ти е најбитно и тоа за што ти ќе најдеш и сила и време и начин да го направиш и по патот на успехот. На крајот на криштата можеш да чекориш со помош и поддршка, можеш да чекориш и сам. И тоа не зависи од тебе. Ако луѓето околу решат да не те поддржат, не можеме на сите да им угодиме. Многу е битно да провериме кои мисли од тие, кои реченици и гласови во главата им веруваме, кои ни се блиски, кои ни се автентични на она што ние го чувствуваме и размислуваме, а кои не попречуваат да одиме понатаму и зошто е тоа така, и зошто сме ги презели, и зошто им веруваме, да видиме кој тоа ни го спорувал. Дали луѓе кои успеале, што тешко веројатно, дали луѓе кои ризикувале, дали луѓе кои излегувале од зоната на комфорот, или луѓе кои цел живот останале да тапкаат во место и да се жалат на партнерите, на родителите, на државата, на општеството, а не пробале ништо, не промениле ништо, не ризикувале, не излегле од својата зона на комфорот. Зошто би им верувале на таквите луѓе? И уште нешто, никој не може да знае дали ние ќе успееме или не во остварување на сопствената цел. Животот може да биде премногу интересен и толку тогаш кога сме најмногу убедени дека нешто толку лесно ќе ни оди, дека нешто сигурно ќе го успееме, може да ни постави такви предизвици и никогаш да не стигнеме до целта. И обратно, кога ќе влеземе во нешто со несигурност, со страв, со незнаење, меѓутоа работите може да се наместат така чудно, така магично, да ни се отвораат врати, да оди се побрзо од колку што сме замислили. Ако дозволиме, ако си дадеме можност да ни се случи тоа. Меѓутоа, како и да е, ние сме тие кои треба го направиме првиот чекор, а и да чекориме потоа. Пред се ние. И за крај на ова видео, доколку вашиот успех е поврзан со финансиска добивка, проверете дали имате некакви погрешни уверувања, дали имате некои уверувања кои ве кочат во врска со парите. Дали парите се лоши? Дали парите ги расипуваат луѓето? Дали вам не ви требаат пари? Дали доволно е тоа што го имате? Се разбира, нема ништо лошо во тоа што нешто е доволно. Меѓутоа, под доволно се подразбира да ви носи задоволство, да можете да си приуштите задоволства, да ви служи, да можете да ги поделите на најблиските, а не доволно ми е толку колку што имам кров над главата и 2 собички. Да се разбира, и тоа може да биде доволно. Ако вие сте се откажале од другите можности, ако сте имале други приоритети, и тоа е во ред. Може би сте патувале, шетале, може би сте ги инвестирале некаде, сте ги донирале вашите пари. Може би сте се сочиле со некои големи животни предизвици. Но ако не е така, секогаш можете повеќе. И тоа не е притисок, тоа не е завет, туку можност. Гледајте го како можност. Кога сакаме да успееме во нешто, би било убаво да провериме дали може би се плашиме од успехот, дали може би се плашиме од тоа дека ако успееме, ќе изгубиме некој од блиските, ќе не гледаат вака или така, нема да ни бидат толку блиски, нема да ни веруваат, ќе очекуваат и бараат од нас помош и поддршка. Дали може би се плашиме да го промениме работното место, местото на живење, имиджот. Дали може би се плашиме дека ќе треба да создадеме нови навики, нови приоритети. Дали може би се плашиме дека ќе дозволиме парите да не расипат. И дали може би сме се убедиле дека ни е доволно или уште полошо, дека не заслужуваме повеќе и подобро. Како и да е, јас ви посакувам да размислите, да ги најдете одговорите на овие прашања, затоа што тие се кријат само во вас и само вие ги знаете. И ви посакувам среќа и успех понатаму, што и да одлучите, како и да изберете, што и да правите. А ако се плашите од успехот или од неуспехот, тоа е апсолутно во ред, апсолутно е човечки, меѓутоа немојте да дозволите предолго да трае и немојте да дозволите да ве кочи во она што сакате да го остварите.
Jaz ви благодарам што ме следите. Приклучете се на мојот канал, ставете лайк на видеото и се гледаме во некое друго видео со нова тема. Одиме понатаму, заедно да растеме и да се развиваме и да разменуваме размислувања на различни теми. Се најубаво.